Во Охрид конечно се отвори Центарот за безбедност на вода. 70% од плажите ќе бидат покриени со спасувачи и со медицински екипи. Проблем остануваат плажите кои не ангажирале спасувачи, како и немањето брод за гаснење пожари. По 8-годишна битка со институциите, Охридскиот Црвен крст викендов во функција го стави Центарот за безбедност на вода кој е лоциран на плажата Горица на приватен имот вратен со денационализација. Од тука ќе бидат координирани спасувачките и лекарските тимови кои летово ќе патролираат на охридските плажи, но тие нема да бидат присутни на голем дел од нив, затоа што и покрај законската обврска 30% од концесионерите на плажите се уште немаат ангажирано спасители на вода. Дел од плажите, да ги наречам забушанти, се уште забушаваат, така да се надевам дека надлежните институции ќе поведат мерки и ќе ги ангажираат сите можни своји ресурси за да го спроведат законот на сите плажи секаде каде што има концесионер, па и онамо каде што нема, а има капачи. Во рамки на подготовките за предстојниот туристички шпиц, спасувачките тимови на Црвениот крст, екипите за прва помош, професионалната противпожарна единица, полицијата, Центарот за управување со кризи и дирекцијата за заштита и спасување викендов одржаа голема заедничка вежба на Охридското езеро на која демонстрираа подготвеност за интервенција во случај на несреќи. Со оглед на она што го поседуваме како материјални ресурси, човечки ресурси поседуваме, но во однос на материјалните ресурси дека имаме некое првично основно ниво да се справиме со некои средни несреќи, да кажем. Сепак поголема комуникација, поголем број на спасителни чамци, на опрема е потребна во случај на делување на некои поголеми катастрофи. И натаму голем проблем за спасувачките служби представува немањето на специјален пловен објект за гасење пожарна вода, кој според стручните лица е неопходен, бидејќи во дел од населбите во Охрид и на крајбрежјето единствено може да се пристапи по воден пат, а последните години зголемен е и бројот на пожари на пловни објекти. Стварно е неопходно денно барем превозно средство, така да речам глисер, не мора да е кој знае што каков брод, како би можеле, како што видите и сами со така да речеме на наводници се гледа може скудна опрема, меѓутоа доволно да се во прав момент интервенират. Спасувачките тимови минатата година на охридските плажи успешно спасија 12 давеници, имаа преку 200 други интервенции. Од ова лето мобилните тимови на Црвениот крст ќе бидат дополнително опремени со дефибрилатори со цел зголемување на безбедноста на посетителите на плажите.